Во историјата на човечкото општество и развојот на секој народ, шумите имале големо и пресудно значење. Од создавањето на човекот, тие биле извор на непресушни добра. Историска вистина е дека материјалната култура на најголем број народи во светот, како и развојот на нивната цивилизација, бил условуван со постоењето на шумите и со се она што шумите му давале на тој народ. И денес голем број економски силни земји во светот својот брз стопански развиток го постигнуваат во прв ред благодарение на богатиот шумски фонд. Нема скоро ниеден народ во светот, чиј напредок или назадување на материјалната култура, па и самиот опстанок, не биле во поголема или помала мерка зависни од шумата. Борејќи се за опстанок, создавајќи материјални услови за подобар живот, човекот во сите краишта на светот неограничено и многу долго ја искористувал шумата, често до нејзиното наполно истребување. Така, некогашните огромни пространства под шуми во многу земји во текот на вековите полека и сигурно исчезнувале. Некои научници тврдат дека човекот во својата релативно куса историја повеќе од 1,5 милијарди хектари првобитни шуми ги претворил во голини и пустини, а многу повеќе и ископачил. Паралелно со оваа историска потреба која се манифестира со постојаното смалување на шумскиот фонд за добивање обработлива површина, но и со непромисленото уништување, доведува до многу негативни и штетни последици по целото општество. Луѓето со горчливо искуство дошле до сознанија дека шумите ја штитат земјата од ерозија, особено на стрмните терени, дека се одлични регулатори на доаѓањето и истекувањето на површинските и подземните води, чувајќи на тој начин и почвата од обработливите површини, комуникациите, индустриските објекти, водните акумулации и цели населби. Натаму, шумите ја подобруваат микроклимата, го пречистуваат воздухот, корисно влијаат врз физичкото и психичкото здравје на човекот. Зелените површини, а особено шумите, имаат значајна улога во прочистувањето на воздухот. Нивната голема лисна површина представува вистински филтер што ги собира частичките на правото од воздухот. Колкаво е значењето на шумите за пречистување на воздухот може да се види од следниве податоци. Според мерењата, шумите на иглолисните видови годишно задржуваат 30 до 35 тони прав по 1 хектар, а широколисните видови, бука, топола и до 68 тони. Со научни испитувања е утврдено дека над индустриските населби се наоѓаат од 100.000 до 500.000 честички прав и чад во 1 кубен сантиметар воздух, додека на отворено поле има 5.000, а во шума само 500 частички. Едно стебло со лисна површина од 150 квадратни метри за 100 години ќе произведе кислород колку што му е потребно на возрасен човек за време од 20 години. Парадоксот на современиот свет е токму во тоа што се повеќе се смалуваат зелените површини и се уништуваат шумите како производители на кислород, а истовремено се повеќе се зголемува техничкото согорување што го уништува кислородот. Неодамна, кон крајот на пролета, американскиот космонаут Пол Веје, како член на екипажот на Skylab, во 1973 година во интервјуто по неговото второ вселенско патување само по 10 години вели: Земјата беше убав, сино-зеленикав мермер, а сега е сива планета.
Исто така, и заклучоците на американскиот научник, нашиот современик професор Кол, дошол до заклучок дека само во Соединетите Американски држави се троши скоро двојно повеќе кислород отколку целото количество што се произведува на зелените површини во Соединетите Американски држави и не ке може да се живее ако со постојаните воздушни движења не се доведува кислород од другите делови на светот, главно од богатата со шуми Канада. Слично е положбата и во Европа, а во одделни подрачја, особено во јужните делови на континентот, е посложена. Југославија се наоѓа на 7-то место во Европа по површините под шуми. Меѓутоа, состојбата на шумскиот фонд, според тоа колку е тој зачуван по квалитетот и видовите на дрвјата, како и според користењето на расположливиот потенцијал, е многу неповолна. Големото учество на шумите по површина, а недоволно по живата резерва на дрво, како и прирастот по хектар, сосема оправдано го негира мислењето дека нашава земја е богата со шуми. Неповолниот состав на шумите кај нас е последица од релативно некултурниот однос кон шумското богатство, поради што произлегуваат и други неволји, ерозии и поплави. Се смета дека во Југославија има околу 3.800.000 хектари голини, од кои на еродирани терени од најсилен интензитет доаѓаат околу 1.100.000 хектари. Во Социјалистичка република Македонија се регистрирани 370.000 хектари голини. Вака, незадоволителната состојба на нашите шуми налага да се бараат нови методи за стопанисување со шумите, патишта и мерки за побрзо и поефикасно подобрување на состојбата, за измена на структурата и зголемување на продуктивноста на нашето шумско богатство. Да ја задоволи зголемената потрошувачка на дрво како суровина за индустријска преработка, а во социјален поглед да врши многу општокорисни функции кои придонесуваат за подобрување на условите за нормален развиток на низестопански и нестопански дејности, како што се земјоделството, сообраќајот, туризмот, ловството, климатското и бањското лекување, рекреацијата и други активности. По своите технички и технолошки особености, дрвото не е само одличен, туку и незаменлив материјал кој има разновидна употреба. Иако дрвото донекаде е истиснато како градежен материјал за огрев или како погонско гориво, потрошувачката на дрво постојано расте, особено во индустријски развиените земји. Потрошувачката на дрво е зголемена поради производството на целулоза, хартија и вештачка свила. Пресметено е дека само за потребите на еднодневен тираж на американскиот весник New York Times треба да се исечат 62 хектара првокласна шума за производство на ротохартија. Воглавном нашата технолошка употреба на дрвото во нашата фабрика иде на учество на четинарска целулоза околу 40% и на учество на наша сламена целулоза од 60%. Четинарското дрво учествува околу 40% и тоа углавно увозно четинарско дрво за кое нашата фабрика годишно уплатува околу $3 милиона
така што моменталната ситуација во нашата фабрика во однос на тоа девизно плаќање е во тешка ситуација поради овој голем увоз, односно голем учество на увозен материјал во нашиот производ финален, односно хартијата. По Првата светска војна, дрвото се употребувало на околу 2000 начини, додека денес овој број со разните фурнири и шперплочи преминува 10.000. Поради тоа, потребата од дрво е се поголема, а површините под шуми остануваат исти или незначително се зголемуваат. Стручњаците сметаат дека на Европа во 1985 година ќе и недостигаат околу 100 милиони кубни метри дрво. Се укажува дека во Југославија ќе недостигаат 3 милиони кубни метри, а до 2000 година дури и 15 милиони кубни метри. Има ли доволно суровина? Дрвото представува еден голем проблем со кој индустријата за намештај и комплетно целата индустрија која што работи со дрво како сировина се соочува како главно тоа е проблем како недостаток за кој мора да се води сметка за истиот да постои и нормално да се одвива самото производство. Дрвото е еден главен артикал со кој во последно време како недостаток на материјал сме соочени и истото да го увезуваме. Проблемот со увоз е доста познат, така да индустриите кои работат со дрво се соочени да ги намалат своите производни капацитети. Денес проблемот за обезбедување на индустријата за преработка на дрво со потребните суровини представува најважен и најтежок проблем на шумското стопанство и за индустријата што го користи дрвото како суровина, зашто изградените и модернизирани капацитети за преработка стојат недоволно искористени, а од друга страна наспроти нив стојат сиромашните шуми кои се доведени во таква состојба што не може да обезбедат и она што го давале досега. Затоа шумите се под постојан атак на корисниците, чисто раководени од дневната стопанска политика и кусогледи оправдувања. Како да ја зачуваме шумата и себе си како општество? На кој начин да ги задоволиме се поголемите потреби од дрво? Сигурно е дека денешниот степен на развиток на биолошките науки и техничката развиеност на нашава земја е основа за брзо, сигурно, современо, економично и организирано индустријско производство на дрвна суровина, преку подигање современи плантажни насади со шумски дрвја. Додека во природните шуми многу видови спонтано се прилагодуваат на животните услови, поволни или неповолни, покрај конкуренцијата на голем број единки, при производството на дрво во плантажните насади со посредство на човечката интервенција се создаваат оптимални услови за пораст на дрвото, применување современа технологија која подразбира интензивна агротехника и мега, како и заштита на насадите. За таа цел се користат селекционирани сорти на одделни видови, чија биолошка особина е брз раст, а чии генетски својства му погодуваат на условите на еколошкото подрачје.
Денес се утврдени и со проверени технологии за плантажно производство, зависно од видот од климатските услови на реонот, може да се постигне зголемување на прирастот во просек за 10 пати повеќе во однос на просечниот прираст на природните шуми и тоа за неспоредливо покус период на време. Вакви резултати се постигнуваат со плантажните насади од тополи. За разлика од класичното шумско производство во природните шуми, каде што просечниот годишен прираст е од 3 до 5 метри од хектар за период од 80 години, годишен прираст, во плантажите од тополи тој се движи од 20 до 30 кубни метри од хектар на период од 10 до 12 години. Каква реална основа имаме за развој на плантажното производство на тополи кај нас? Денеска во нашиот плантажен систем за развивање на тополарство представува реална основа да се пристапи кон воведување на плантажно производство со изразит економски карактер, а под кое се разбира таков метод на пошумување кој се заснива на подигање и редување брзорасни видови тополи во курс продукционен циклус со примена на интензивно агротехнички и силвикултурни мерки и комбинација со производство на земјоделски култури, поради што се постигнува не само рентабилност на вложувањата, туку и нивната брза амортизација. Самите трошоци за подигање и обдување на тополи осетно се намалуваат. На овој начин, применувајќи го интензивното оддување на земјоделски култури, окопавање, ѓубрење, поливање и друго, истовремено тоа се врши и на тополите на кои тие извонредно, поволно и брзо реагираат, дават максимален прираст, односно во крајна линија максимален приход. Ви имате доволно искуство веќе со производството на тополата. Го знаете и технолошкиот процес и на неговото искористување, тополовото дрво. Што се може од него да се направи? Како е неговото искористување? Искористувањето на тополовото дрво е многобројно, така да оно наоѓа примена многу широка. Почнувајќи од резана граѓа, шпет плоча, фурнир, панел плочи, но во последно време носачи се изработуваат од тополо дрво за разни типски објекти, поготово во земеделието. Исто така, тополо дрво е познато, од неа се добива многу добра хартија. За целулоза се употребува цел влакно во текстилната индустрија. Натамо за градежништвото? За градежништво исто наоѓа широка примена, као водоотпорна плоча, за разни носачи, отпори и во разни ивер плочи. Во, дрвната индустрија, во фабрика за плочи и иверици, иверасти плочи. Дури клечките. Да, кои иверасти плочи наоѓаат широка примена во производство на намешти. Дури и клечките на кибрид се произведуваат. Да, дури и клечките за кибрид, за која има и специјална фабрика во Осијек, тука се производуваат и кибричињата. Клонфи и така натаму, и така натаму. На крајот треба да се обрнеме внимание на новите движења во начинот на користењето на дрвото во светот и на користењето на тополата биомаса на шумите од листот до дрвото и коренот. Новина во тоа е дека веќе се пристапува кон практично користење на зелените листови за преработка во препарати на добиточна храна и на дрвото и на наменските плантажи за енергетски цели дрвни иверки. Се смета дека до крајот на 2000 година дрвото во светот ќе учествува со цирка 20% во намирувањето на енергетските потреби во врска со настанатата и со настанувачката влошена ситуација со нафтата, така што тоа е уште една причина повеќе дека плантажното производство на дрво мора посредно да го свати целата заедница, а не само мал број случаи. Во рамките на вашата основна организација за развој на тополарството е и овој расадник. Да. Дали сте вие готови да ги подмирите сите ваши потреби за подрачјето на Македонија со посадочен материјал?
До 1980 година треска како организација, иако е единствена во подрачјето на Македонија, немаше посебно расадничко производство. Од 1980 година уведе постепено, првата година некаде околу 10.000 садници, втората година околу 15.000, а во текот на оваа 83 година, ќе има некаде околу 45 до 50.000 садници произведени во собствено производство, кое што рачунаме не само да тржишето на треска и за Македонија, него најверојатно ќе имаме и за пошироко снабдување, бидејќи се уклопиме во целокупната механизација, како во обработката, така и во заштита на тополовиот насад, кој што сакаме да се занимаваме и со расадничкото производство. Во текот на 1982 година, поред клонот И-214 кој во Македонија беше расширен, го донесеме од подачите на Србија и од фамилијата на Делтидес новиот клон на тополи, кој за разлика од фамилијата на И-214 е далеку по-доходовен, бидејќи во почетокот и на првите години, последните години има поголема дрвна маса, побрзо расне, а тоа е доказ и по самата лисна маса во почетокот на првата година, а и во самата дрвна маса на самата садница, што се гледа на лице место. Накусо да ни кажете, кои се главните особености на овие хибриди? Главна особина што се дрвна маса зрела за дрвната индустрија во поширок смисел, она може да има зрела после 8, а најкасно до 10 година. За експлоатација. За експлоатација, да. Брзо растат, значи, и големо количество дрвна маса. Некаде ние во нашите површини 400-450 кубика по хектар обезбедуваме за 8 до 10 години. Еве во еден млад плантажен насад од тополи. Која година е му е? Овој насад е подиган оваа година во март месец. Значи со двогодишни садници. Со двогодишни садници, 2/2 садници, подиган во март месец оваа година. На која површина завзема? Ова некаде имаме околу 10 хектара површина. Младо е тоа, мала површина. Мала површина, да. Гледам дека има и меѓукултури, подкултури. Видите, ми во првата година имаме со житарици, а наредната втора и трета година имаме со бостан и со окопна пченка. Колку години одгледувате и подкултури? 3 до 4 најмалку. На тој начин уште подоходен станува. Ние удвостручуваме практички доходот во првите 4 години, така да и на тој начин рентабилитетот на земјиштето го покриваме исклучиво со подкултурите, така да тополата не доаѓа за покасните години, после 4-та, 5-та и 6-та година. И покрај сознанието дека тополата има огромни предности и општо корисни функции, како и останатата шума, сепак и се уште низ нашата република и во нашата земја развојот на плантажното производство стагнира или недоволно брзо се развива. Кои се главните причини според вас? Макар да површините во нашата република, ако направиме една упоредба во однос на другите републики во нашата земја, ние во тој смисал имаме доста помали површини неголи другите републики. Но и онаа површина ние која имаме во нашата република представува еден значаен фактор за производство на дрвна маса во нашата република. Кои се главните површини што би можеле да бидат искористени за плантажно производство? Па видите вака, ово плантажно производство во нашата република е почнато уште во 1960 година. Тоа е еден современ начин на одгледување на тополи и во текот на тие години се подигнати околу 1500 хектара од плантажна топола, но веќе се исечени околу 1000 хектара, да денешна состојба е околу 500 хектара. Во главном се користат долините на реките Брегалница, кај нас во нашата република, Вардар, Треска. Да, во главно се користат во Пелагонија, во сливовите на нашите реки. Но има еден разлог што денеска површини има кои не се користат ни од страна на земјоделието, ниту пак од страна на тополарство. А може да бидат користени? А може и како да бидат користени од страна на тополарство. За оваа цел ние покренахме една акција, во скоро време ќе имаме састанок заедно со земјоделците и сметам ќе најдеме еден заеднички јазик да тие површини кои се пламени од страна на реките, тие се идеални површини за подигане плантажи под тополи и тука, како што и колегата претходно нагласи, и овој објект точно за тоа потврдува? Да, тоа се алувиални објекти кои често пати биваат пламени, а и неискористени. Ако ги бараме причините за таквата состојба, ќе мораме да констатираме една нелогичност која се јавува како главна пречка во процесот на афирмација на тополата култура. Таа нелогичност се состои во тоа
што главни носител на идејата за современо одвивање на тополата е шумарската служба, а производство треба и може во главно да се одвива на земјоделска површина, која е надвор од ингеренцијата на таа служба и нејзите органи. Поради тоа, наполите за современо одвивање на тополите, што потекнуваат од органите на шумарство, често пати не може да урадат со плод, бидејќи најчесто не биваат прифаќани од оние на чиј простор треба да се одвива тоа производство и кои пресеке имаат полза од него. Према тоа, во интерес на правилното решавање на овој проблем, нужно е се повеќе да настојуваме тој да биде прифатен и од земјоделските организации како земјоделски проблем, а производството на тополата дрвена маса да биде третирана како една од гранките на земјоделското производство. Да е ово точно, нека послужи податокот при направената упоредба помеѓу постоеќите капацитети на производство на амбалажите во нашата република од 11 милиона и 50 хиляди годишно и потребите на земјоделието во 82 година од 26 милиона 950 хиляди броја. Остануваат непокриени 15 милиона 900 хиляди броја амбалажа потребни за опаковка на планираните земјоделски производи. Ако веќе констатирахме да една од причините за стагнирањето на плантажното производство од топола се површините, може слободно да се каже да е и втора причина за неподигнати поголеми површини останува и понатаму недостатокот на поголемите инвестициони наменски кредити за ова производство. Во огледно значајната перспектива на оваа најсовремена форма за производство на дрвна маса, која се засновува врз кратки производствени циклуси и наедно на брзото враќање на вложените средства, не треба да се доведува во прашање. Поради тоа се налага потребата од најрешително преземање системски, кредитни и други институционални мерки за шумското стопанство на најинтензивен начин да може да создава дрвна материја. Производството на дрвна маса преку подигањето современи плантажи и интензивните култури тополи треба да се надополни со производството на дрвна маса од природните шуми и на тој начин таа да се растовари од сегашните обврски кон нагло развиените индустријски капацитети за преработка на дрво. На овој начин ќе се подобри положбата со активирањето и урамнотеженото производство, наспроти до сегашното постојано и се поинтензивно користење. Се цени дека човештвото уништило 2/3 од некогашните шуми. Со денешната технологија, без напор, ќе може да се уништи и последната третина. Меѓутоа, за прв пат откако постои човекот со помош на новата технологија, може да ги врати изгубените шуми.